Прво прашање. Каде застанавме минатата сабота? Михеј. Само младите умови се сеќаваат. И вештачката интелигенција. Да продолжиме каде што застанавме. Втора книга Летописи или Дневникот. 18 глава. Последните зборови што ги прочитавме пред битката за Рамот Галатски. 13 стих. Михеј одговори и рече. Значи, мало подсетување. Царот јудејски Јосафат на предлог на северниот израелски цар Ахав сакале да го освојат Рамот Галатски. Ахав сакал, па го повикал Јосафат на помош. Јосафат побрал да го прашаме Господа, што мисли он за овој потфат, за овој бизнис. Ахав приредил медиумска представа, значи се обидел да го лажира Божиот глас, односно, како што сега, например, лажираат избори во разни земји, почнувајќи од Соединетите држави до тука. Вештачката интелигенција одлучува кој ќе биде на власт. Како што и треба, бидејќи таа е сега попаметна од демосот, од народот, кого Светската здравствена организација го нарече крдо пред 3 години. Кој е попаметен, крдото или вештачката интелигенција? И Ахав приредува медиумска представа не за да лажира избори, туку да го лажира Божиот глас, да ја фалсификува Божијата волја. Еде каква дрскост. И што направил? Подготвил 400 пророци, платени се разбира, медиумите во тоа време. Знаете од кај потекнува зборот медиум? И сите тие одговорија: оди против Рамот Галатски, ќе имаш успех и Господ ќе го предаде во раката на царот. А се сеќавате што рече еден конкретен од нив, од тие пророци, Седекија по име, синот Кенаанов, си беше направил железни рогови и рече: вака вели Господ, со нив ќе ги бодеш арамејците, односно сиријците, додека не ги истребиш. Јосафат сепак не бил задоволен од ова и побарал дали има уште некој пророк. Не може бе сите да кажувате едно исто. Не може, нешто не е во ред. Сите сакате во Содомската унија да влезете. Нешто не е во ред. Нема никаков глас против, како тоа сите. Нешто не е во ред. Нешто не е како треба. Да нема уште некој Божи пророк? И Ахав одговорил: да, има еден, кој што не ми се свиѓа, бидејќи секојаш ми прорекува лоши работи. Го повика и него, тоа беше Михеј, синот на Јимла, или српскиот превод во Даничи вели синот Јемлин. А пред тоа гласниците што беа испратени да го повикаат, го предупредија во 12 стих: ене пророците едногласно, или како велиме денес тоа, консензус, едногласно му предскажуваат добро на царот и твојот збор нека биде таков, како на секого од нив, изречи и ти добро.
И ги прочитавме зборовите на Михеј, еве по трет пат. Михеј одговори и рече, се колнам во живиот Господ, она што ќе ми каже Господ, тоа ќе го изречам. Со други зборови, јас не учествувам во ова ваша местенка, во ова ваше шоу, шоуто на Ахав. Во ова ваша медиумска пропаганда. И сега продолжуваме, 14 стих. Кога дојде кај царот, и царот му рече, Михеј, да одиме ли во војна против Рамот Галатски или да се воздржиме? Што се случува? Тој одговори, одете, ќе имате успех, тие ќе бидат предадени во рацете ваши. Што е смешно? Мислев дали да глумам, да се обидам да погодувам со каква боја на гласот Михеј ги кажувал овие зборови. Овие зборови, дали имало иронија некоја во гласот или не, не знаеме. Меѓутоа, Михеј, како и јас, како и други некои пророци во Стариот Завет, како и Даг Бачелар, имаат смисол за мајтап. Илија исто, да. Како се измајтапи Илија со дервишите, што ги викаше еден наш брат порано, валовите пророци под Кармел. Михи на почеток одговора исто како режираната медиумска машинерија на царот Ахав. Но Ахав не бил глупав човек. Ахав не бил некој од балканските политичари. Ахав не се радувал на овој одговор. Зошто? Ахав бил доволно паметен да знае, може би тоа се читало и од бојата на гласот, дали имало иронија или не, но и да немало, Ахав бил доволно паметен да знае дека ова што го прави Михеј е отворен мајтап, не само кон него, туку кон целата ова представа. Зошто? Значи, со други зборови, барате од мене да кажам така и така, однапред. Значи, однапред го режирате мојот одговор, однапред вие одлучувате што ќе каже Господ, што ќе биде Божиот одговор, вие му ставате на Бога зборови во уста, што треба да кажам. Па еве ви го кажувам тоа, еве ви го кажувам како што сакате. Еве, да влеземе и ние во Содомската унија. Да се вакцинираме? Да, вакцинирајте се. Царот Израелски му рече на Јосафат, односно, отидов малку понапред. 15 стих. Царот му рече, колку пати ќе те заколнувам да не ми говориш ништо, освен вистината во името Господово. Ова колку пати открива дека Михеј знаел и друг пат да се подбива со израелскиот цар. Овој пат Ахав сака да или глуми лицемери пред Јосафат и јавноста, дека демек он е заинтересиран за Божиот
одговор за Божјата волја, или пак, како што реков, е доволно паметен да знае дека Божјата волја не е ваква. Па ако не е ваква, тогаш каква е? Или е црно, или е бело. Трето нема. Тогаш Михеј рече, ги видов сите синови на Израел распрснати по горите како овци без пастир. И Господ рече, тие немаат водач. Секој нека се врати со мир во домот свој. Тие немаат водач. Што значи тоа? Што прорече тука Михеј? Што Господ му открил? Дека самиот цар Ахав, ако сега не ја послуша Божјата волја, ако појде во битка по својата волја, таму ќе загине. Но наместо тоа да го свати како сериозно предупредување, царот израелски му рече на Јосафат, нели ти реков дека овој не ми прорекува добро, туку само лошо? Расипувач на забави. Михеј пак рече, тогаш чујте го зборот Господов. Видите сега, што друго кажува Михеј. Го видов Господа седнат на својот престол и сета војска небесна стоеше десно и лево од него. И рече Господ, сега Господ ги прашува сите создадени суштества што стојат пред неговиот престол. Кој ќе го измами Ахав, израелскиот цар, да оди и да загине во Рамот Галатски? Што откриваат овие зборови? Видите сега, Библијата ни открива како и во случајот со Јов, како и на повеќе места, ни открива што на вистина се случува зад завесата. Ни открива кој е тој суверен кој што има контрола над сите детали во историјата и во животот на поединците, и кој е тој што на вистина одлучува што ќе биде, а што нема да биде. Господ одлучил дека Ахав, за сите своји беззаконија, гревови и така натаму, му дошол крајот. Господ одлучил, му дошол крајот. И треба да загине. Страшно нешто. Ако Господ одлучи дека ви дошол крајот, на тебе лично, како што на брат Ацо завчера, Господ така одлучи. Тоа само по себе е страшно или не е страшно? Тоа е за оној што е верен на Господа, тоа е радосно. Како што рече апостол Павле, за мене, ако животот ти е Христос, ако животот ти бил Христос, смртта е само ќар, само добивка. Но за оној што е непокајан, за оној што е неоправдан, за оној што не е помирен со Господа, тоа е страшно нешто. И Господ ги прашува сите небесни суштества. Кој е тој што ќе го измами Ахав, израелскиот цар, да оди и да загине во Рамот Галатски? И еден велеше вака, друг велеше инаку. 20 стих вели, истапи еден дух, застана пред лицето на Господ и рече, јас ке го измамам. Видите, пред крстот, пред Христа, и демоните имаа пристап во небесните дворови. Се уште. Тоа го гледаме и во случајот со Јов. Ѓаволот лично застана таму, на собранието, на сите небесни светови, пред Божиот престол.
И Господ го праша, со што ќе го измамиш ти Ахава? Тој одговори, овој дух одговорил, ќе излезам и ќе станам лажлив дух, дух на лагата, во устата на сите негови пророци. И рече тој, ти ќе го измамиш и ќе успееш. Оди и направи така. Интересно. Немаме време да објаснуваме зошто Господ вака постапувал, особено многу векови пред Христа. Но еве 22 стих ни кажува, и ете сега Господ, сега Михеј, значи продолжува, ја кажува оваа визија, што се случило пред небесниот престол, и ете сега Господ допушти да влезе духот на лагата во устата на тие твои пророци, но Господ рече, не е добро за тебе. Сега ова е последното предупредување до царот Ахав. Ова е последното предупредување. Ова е последната шанса. Дали ќе ја послуша? Тогаш пристапи Седекија, видите овој колку бил повреден од ваквото нешто, од ваквата визија, оној со железните рогови од порано. Тогаш пристапи Седекија, синот на Кенаан, па го плесна, му удри шлаканица на Михеј и му рече, по кој пат замина од мене духот Господов за да говори во тебе? А Михеј рече, ете, ќе го видиш тоа во оној ден која ќе бегаш од соба во соба за да се сокриеш. Што се случило понатаму? Знаеме, а може да си прочитате дома, бидејќи епилогот е трагедијата на Ахав, трагедијата на целата израелска војска заради оваа непослушност. Но ние живееме во едно последно време, многу векови после Христа, за кое што време и Новиот Завет споменува многу предупредување против измамата, да не бидеме прелажани, да не бидеме измамени. Би сакал да прочитам некои информации, фрапантни информации, кои што испадна овој месец во јавноста. Замислете, неверојатно. Весникот Вашингтон Таймс објавува вакцините не функционираат, маските не функционираат, се што владата ни кажуваше за COVID-19 беше погрешно. Вашингтон Таймс. Не јас, не Алекс Джонс, не некој дисидент, некој антиваксер. Со други зборови, ова е многу културно кажано, за да не добие овој некој шамар уредников тука, како Михеј. Се што владата кажуваше во врска со пандемијата, COVID-19, беше лага. Владите не лажеа. Владата лажеше. Владите не лажеа. Светската здравствена организација не лажеше. Само тоа. Исто така овој месец испадна друга фрапантна информација, која што вели врвни доктори упатија петиција до британскиот парламент. Петиција во која што бараат подитно да се повлечат од продажба сите вакцини. Би сакал да ви прочитам
нешто подетално во врска со тоа. Британскиот пратеник Ендрю Бриджен беше домакин на еден настан заедно со своји колеги политичари, на кој што им поделил информации кои што биле цензурирани од страна на медиумите за време на траењето на пандемијата. Според тие информации, значи овие се цензурирани информации од тогаш лажните пророци, значи режимските медиуми тогаш имаа наредба да молчат за изјавите што тогаш ги дава некои доктори, значи во текот на 21-та година. Еден од нив, тексашкиот кардиолог доктор Питер Мекала, имал испратено порака до политичарите на Обединетото кралство, во кое што вели дека вакцините против COVID довеле до алармантно зголемување на стапката на смртност и во Америка и во Велика Британија. Понатаму, истиот доктор сугерирал дека според податоците се покажува дека вакцините всушност убиле многу повеќе луѓе од конструираниот вирус COVID-19. Конструираниот вирус. Теоретичар на заговор? Заговор на дело. Понатаму, вакцината е по-лоша од самата инфекција во смисол на нанесување штета на населението. И ги повикал, и изјавил тој, и ги повикал политичарите од Велика Британија да постапат исправно, да ја направат вистинската работа, со тоа што ќе ги тргнат од продажба сите преостанати вакцини и не само тоа, туку и ќе спроведат истрага во врска со овие МРНК вакцините. Се огласил потоа и самиот автор на таа МРНК технологија, доктор Роберт Малоун, него го спомнувавме тогаш на времето, кој што повторно неговата изјава дека вакцините за COVID-19 никогаш не требало да бидат одобрени. Имаше уште еден податок дека премиерката на канадската сојузна држава Алберта излегла на парламент и упатила отворено извинување до сите невакцинирани граѓани, воопшто до сите граѓани кои што биле изложени тогаш на тортура, бидејќи Канада беше бајаги фашистичка во поглед на спроведувањето на тие мерки, и сега се извинуваат на населението што го принудувале на присилна вакцинација. Што да кажеме? Уште еднаш ќе прашам, дали ние однапред ги знаевме овие работи? Дали однапред знаевме како ќе функционираат вакцините? Дали однапред знаевме дека вакцините ќе испотепаат еден куп тинејџери, 20 годишњаци, 30 годишњаци? Нема збор. Се извинувам, нема збор. Благодарам. Меѓутоа, дали ние ги знаевме овие работи однапред, овие информации, за тоа што ќе се случува однапред? Не знаевме, но само го знаевме она што Господ го кажа. Тоа го знаевме. Тоа што Господ го кажа, го знаевме. Но мнозина беа прелажани. Зошто беа прелажани? Одговорот ни го дава апостол Павле во второто послание до Солуњаните, втората глава, каде што вели, почнувајќи од 3 стих, никој да не ве измами на ниеден начин,
Така ли? Продолжуваме во 7 стих. Тајната на беззаконието веќе действува, но нема да биде извршена додека не се тргне оној кој што сега ја задржува, и потоа го најавува доаѓањето на антихристот, беззаконикот. И 9 стих вели: доаѓањето на тој беззаконик ќе биде под дејство на сатаната со секаква сила и знаци и лажни чудеса и со секакво неправедно измамување меѓу оние кои загинуваат. Зошто? Кои се тие што гинат? Кои се тие што стануваат жртви на оваа измама, на сатанските измами? Апостол Павле ни кажува, 10 стих, затоа што не ја примиле љубовта на вистината, да би се спасиле. Непослушноста кон Божиото Слово те води во измама. Зошто Ева била излажана? Затоа што имала пилешки мозок, како што често пати се кажува за некои луѓе. Зошто Ева била прелажана, измамена? Затоа што не го послушала Божието Слово. Господ таа знаеше. Дали Ева знаеше однапред какви ефекти ќе има гризнувањето на забранетиот плод? Дали Адам знаеше однапред какви ефекти ќе има гризнувањето? Како знаел? Бог им кажал, точно. Бог им кажал. Но не постапија според тоа. Постапија спротивно од тоа. На крај би сакал да завршам со зборовите од првото послание до Коринтијаните, 10 глава. Кои што не воведуваат во самиот свет чин, и би сакал секогаш, и ова е повик до сите христијани, секогаш кога ќе има причест, кога ќе има света вечера, секогаш да се сеќаваме на овие зборови. Затоа што имаше еден владика, во тоа време расколник, кој што го повикуваше народот да се вакцинира и меѓу другото со следнава идиотска изјава: ако не ја примите вакцината, нема да влезете во небесното царство. Нема да влезете. Ја бев толку испровоциран, што одоздола му напишав коментар: ако отровите на Фајзер се вашата причест, тогаш единственото царство кое што ќе го наследите е оваа, и сега 3 точки, бидејќи тоа што го напишав после тоа не е пристојно да го кажам од ова место. И нема да го кажам. Апостол Павле вели, 16 стих, 1 Коринтијаните, 10 глава, од 16 до 21 стих. Чашата на благословот која ја благословуваме не е ли заедништво со крвта Христова? Лебот што го кршиме не е ли заедништво со телото Христово? Бидејќи лебот е само едно тело сме ние многуте, зашто сите сме причесници од еден леб. Погледнете го и Израел по тело. Оние што јадат од жртвите, нели се причесници со жртвеникот? А што да кажам? Дека идолските жртви се нешто или дека идолот е нешто? Не. Но она што го принесуваат незнабожците како жртва, го принесуваат на демони, а не на Бога.
Јас пак не сакам да бидете во заедништво со демоните. И сега, 21 стих. Не можете да ја пиете Господовата чаша и која чаша? И чашата на демоните, или демонската чаша во друг превод. Не можете да учествувате на Господовата трпеза и на која трпеза? И на демонската трпеза, трпезата на демоните. Во оваа последна причест годинава се поставува прашањето: на која трпеза сакаме да учествуваме? Која чаша сакаме да ја примиме? На чија страна ќе бидеме денес? Се сеќавате пред 2 години, на таа света вечера, после победата што Господ ни ја даде, кога наместо како во други земји да бидеме затворени како пилци во кафес, да ни биде забрането да купуваме и да продаваме заради вакцината, како што видовме во редица други земји да се случуваат такви работи. Кај нас Господ ни даде победа заради покажаниот отпор и вера, и Он ја сруши таа влада, тогашната влада. Но на крајот на таа 21 година се прашувавме што ќе биде во иднина, што ќе ни донесе 22-та. Се сеќавате ли на тоа? Вештачката интелигенција се сеќава. Таа проповед се викаше крвта на јагнето. Не знаевме што ќе ни донесе. Очекувавме да биде полоша од претходната. Наместо тоа, во следните 2 години, значи и 22-та и 23-та, Господ ни даде едно затишие. Затишие. Со војните во Украина, сега последно во Израел. Затишие. Статус кво. Дали тоа значи дека се вративме во нормалата? Светот така мисли. О, супер, се вративме во нормалата. Помина пандемијата, помина маски, ракавици, ово, она. Тестови, затиши пред бура. Дали се поставува прашање на крајот на оваа 23-та година, дали затишието дојде при својот крај? Што ќе настапи? Што е скувано, што е сготвено сега за 24-та година? Однапред не знаеме, но знаеме во кого веруваме и знаеме кого да следиме и чиј збор да го слушаме како и досега. Од ништо нема што да се плашиме, рече Елена Вајд. Од ништо нема што да се плашиме, освен од едно, ако заборавиме како Господ не водел во минатото. Нека му е фала и слава вечно. Амин.